Решението за кревање на востаниот Димитар Поп Георгиев Беровски го донел во декември 1875 година. Со кревањето на ова востание требало да се реши не само црковното и народното прашање, туку и прашањето за автономија на Македонија. Димитар Поп Георгиев Беровски сметал дека кон ова востание ќе се приклучат и ослободените балкански народи од Романија и Србија, во кои востанија учествувале македонски доброволци. Димитар Поп Георгиев Беровски со востанието во Македонија имал намера и да помогне и на востанатите херцеговци. Тој сметал дека со херцеговското и со македонското востание ќе се создадат услови за општа акција на балканските народи против Османлиската империја. Сметал и дека со вмешувањето на Србија и на Романија против Османлиската империја и европските сили ќе помогнат. Решен да организира востание, Димитар Поп Георгиев Беровски во декември 1875 година во Солун ги повикал својот таст Поп Стојан Разловски и својот пријател Костадин Илјов Карчев. На средбата тој ја добил нивната согласност и тие со голем елан ја прифатиле идејата за востание. Тогаш се појавила првата тројка која почнала да работи на создавањето услови за ново востание. Уште на првата средба било договорено Поп Стојан Разловски, кој имал 75 години, да продаде куќа, ниви, покукнина, кожи, стока и сите пари да ги достави во Солун за купување на оружје, муниција, опинци, калчуни и други потребни работи за востанието и востаниците. Поп Стојан Разловски ветил дека исто така тој ќе продаде и крави, кожа и масло за истите потреби. Решено било Костадин Илјов Карчов да остане во Солун и да почне да прави опинци и калчуни за востаниците и да набави оружје, пушки, револвери, барут, чаури, куршуми, кремен за пушките, кремки и капакли. На Поп Стојан Разловски му била дадена задача да привлекува и други луѓе. Многу брзо имотот на Димитар Поп Георгиев Беровски бил продаден на овој манастир. Море запали се маце планината, планината маце Митрашинска. Поп Стојан Разловски, парите со своите 10 крави и поголема количина на масло и кожа ги испратил на Димитар Поп Георгиев Беровски во Солун преку својот син Костадин и разловечанецот Цоне Спасов. Море запали маце кумитето. Знамето по барање на Димитар Поп Георгиев Беровски и со негов избор го навезиле баба Недела и нејзината ќерка Станислава. Знамето било црвено со жолто поле на кое бил извезен македонски земски грб. Грбот бил разјарен двоопштест лав, пред кого стоел напис Македонија со две ленти на кои пишувало "Станете" и "Да ви ослобода". Станислава Караиванова во своите спомени пишува: "Ние шиевме едно знаме, македонско, црвен лав на жолта основа, но тоа беше шиено само ноќе. И никој, освен попот Петар Солунски, не знаеше." Димитар Поп Георгиев Беровски во Солун формирал таен револуционерен кружок.
Во кружокот покрај Димитар Поп Георгиев Беровски биле и неговите браќа Поп Иван и Константин. Димитар Поп Георгиев Беровски со Костадин Карчов успеале да набават оружје, муниција, калчуни и сето тоа да го однесат во Разловци. По пат имале многу незгоди. Со себе го понеле и востаничкото знаме. На теренот полека успеале да ја рашират и омасоват мрежата за идејата на востание. Се одржало советување на планината Средна, се разгледувал планот на востанието, се формирале две помали организаторско-пропагандни чети кои ги обиколувале селата во Мелничко, Пијанечко, Малешевско, Кочанско, Радовишко и Струмичко. Укажувале кога ќе се крене востанието во Разловци да го фатат оружјето, да излезат организирано, а народот и стоката да ги засолнат и обезбедат во збегови во планините. Се донело план за востание и тактика на водење на борбата. Решено било востанието да почне во Пијанечко со напад на институциите на власта и на турските села. Потоа востаниците од Пијанечко да се префрлат во Малешевско и во другите села. По план било кревање на востание во Радовишко и во Струмичко, каде Димитар Поп Георгиев Беровски имал доверливи луѓе. Такво доверливо лице бил Мито Мишев, трговец од Струмица, кој бил уапсен и суден. Во обвинението пишувало: во фабриката за шпиритус на Ставро било добиено писмо од разбойникот Мито Георгиев Беровали, во кое им соопштува дека скоро ќе дојде во Струмица и дека тие треба да бидат готови да стапат во борба со турците. Идејата била за зафаќање на поширок терен на Источна Македонија. Востанието требало да биде македонско национално револуционерно востание за слобода на Македонија и за нејзина автономија. Функцијата на востанието била декларирана и символизирана на развеаното востаничко знаме. Од овде можете да го фрлите првиот поглед на селото Разловци, каде што на 8 мај 1876 година започнало Разловечкото востание. Востанието било кренато пред време, затоа што се случиле непредвидени работи. На 7 мај 1876 година во Разловци дошле вооружени спахи и тапиџии. Почнале да го повикуваат населението да дојде да си ги земе тапиите. При тоа се заканувале: ако не дојдат, ќе го запалат селото. Покрај тоа се одвивале и провокации. Откривањето на планот било од доверливи дуушници на турците, како што биле коџабашијата Нико и неговата жена Злата, која била блиска пријателка на полјакот Алиман. Дојдените турци фатиле и десетина селани со намера да ги однесат во Царево село, да ги подложат на распит. Таа ситуација ги довело да востанието го кренат пред време. Веднаш, за да не се дозволи неканети турци да ги остварат заканите со палење на селото и затварањето на селаните. Море запали. На 8 мај започнало востанието со напад врз дојдените турци. Димитар Поп Георгиев Беровски со својата чета слегнал во Малешевијата. Првата битка била во селото Биташинци. Во битката
Димитар Поп Георгиев Беровски бил ранет во главата. Куршумот сепак не влегол во черепот. Маце Митрашинска и полето маце пијанечко. Во сударот на четата со Димитар Поп Георгиев Беровски, турските заптии се разбегале. Населението од Митрашинци со стоката го напуштила селото и се засолнило во планината. Ранувањето на Димитар Поп Георгиев Беровски ги натерало востаниците да се вратат назад во Разловци. Море најнапред е баце дедо Илјо. Дедо Илјо маце војводата. Димитар Поп Георгиев Беровски решил да ја зачува четата за идна поповолна ситуација, надевајќи се дека фронтот ќе се прошири на балканските народи против турците. Тој со четата тргнал кон Беласица, за Петричко и Мелничко, а Цоне Дончев останал околу своите села. Цоне загинал, а неговата чета била разбиена. Со тоа разловечкото востание завршило. Потоа турците правеле големи репресии против населението. Познат бил озлогласениот Кел Хасан Паша. Неговите единици, дополнети со черкески одреди и со башибозук, правеле највалкани злосторства. Насилства, убиства, апсења, плячкања, претепувања, бесења. Во Разловци убиле повеќе селани кои работеле на ниви. Затворите во Пехчево, Струмица, Скопје, Солун и Софија биле преполни. Посебно злосторствата продолжиле поради тоа што не можеле да го фатат Мито Георги Беровали, односно војводата Димитар Поп Георгиев Беровски и неговата чета. За насилството и теророт карактеристично било и писмото на 15 малешевски востаници кои пребегале во Кюстендил. Тие писмото го пратиле до англискиот конзул во Сол. Писмото гласи: постојаните убиства, апсења, неправедните глобења, газење на нашата верска совест, обесчестување на нашите жени, ќерки, сестри беше како обичај за задоволување на турчината. Најодзади, на 8 мај се принудивме да протестираме со оружје во рака пред целиот свет и да ја принудиме турската влада да се запраша какво зло не очајало, за да ја поднесеме како жртва и последната капка крв. Тој протест не го сврте вниманието на турската влада за да не заштити, туку испрати 12.000 редовна војска и бројни башибузуци за да го извршат она што не позволува човечката совест да се каже. При посетата на рускиот конзул од Солун, при неговата визита на Малешевијата, поп Атанас и Илија Стојанов од Берово ги потврдиле пред конзулот сите апсења и мачења од малешевските села. Сите тие протести на очајните македонци по востанието и во наредните години не донеле никаков резултат. Овде, по востанието, на теренот на Источна Македонија, продолжило насилството на властите како и упорниот прогон на Димитар Поп Георгиев Беровски. Четата на Димитар Поп Георгиев Беровски тргнала кон Беласица на пат кон Петричко и Мелничко. Меѓутоа, на Беласичкиот терен, таа паднала во заседа во близина на селото Стињак, предадена на турците од страна на братот на Стињанскиот поп. Турската потера била силна. Четата се вратила кон Ограждан. Од
дводневна битка со турците на третиот ден четата успеала да се излечат од обрачот. По голем замор и глад успеале да стигнат до селото Сажденик, каде што била добро прифатена да ја помине зимата. Четата броела околу 40 души. Многу страдале. Голем број лунзале низ шумите. Некои заминале, некои се загубиле. Зимата помеѓу 1876 и 1877 година останале само 18 востаници, вклучувајќи го и Димитар Поп Георгиев Беровски. Четата на Димитар Поп Георгиев Беровски, која се наоѓала во селото Сажденик, високо над Ќустендил на Осоговските планини, пролетта 1877 година зајакнала. Се зголемила на 40 души. Така зајакната, четата се вратила кон Малешевијата и Пијанечко. Постраданото население одново ја прифатило четата и дала голема поддршка. Им помагала во сместувањето со храна и облека, а четата го чувала населението безбедно и вовела ред. Димитар Поп Георгиев Беровски бил пријатно изненаден од постраданото население, кое веќе испеало песна за востанието и неговите идеали. Песната многу повеќе зборува за нив, од кои да се анализира. Маце Митрашинска, море планината, Маце Митрашинска, и полето Маце Пијанечко, море запалија, Маце кумитето, с дедо Илјо Маце војводата, море најнапред е Маце дедо Илјо, дедо Илјо Маце војводата, море и по... Во април 1877 година Русија ја објавила војна на Османлиската империја. Тогаш четата на Димитар Поп Георгиев Беровски зајакнала уште повеќе. Надежта кај населението пораснала.